Драги гледачи, наш гостин ова утро е Георги Николовски, ученик во трета година во Плебската гимназија Мирче Ацев, а повод за денешниот разговор е тоа што Николовски го освои првото место на Neo Science Олимпијад, која што е една ученичка олимпијада, која што од 10 до 16 јуни се одржа во Њујорк, во Соединетите Американски држави, каде што вие се закитивте, како што кажав, со првото место. Пред се, огромни честитки од нас до вас за вашиот голем успех. Мило ми е што денес овдека присуствувам на вашата емисија. Чувството да се учествува на една ваква олимпијада, пред се ваков престижен настан, е огромно. Многу е возбудливо да се добие вакво едно искуство со учество на олимпијада на која што присуствуваат повеќе од 550 надпреварувачи од 41 држава низ целиот свет. Вие во кој дел се надпреварувавте? Јас се надпреварував во категоријата наука. Оваа олимпијада имено се одржува во повеќе категории, како што е работика, математика, наука и други некои информатички категории од областа на информатиката. Јас се надпреварував во областа на науката, која што се врши селекција со тест кој што содржи прашања од областа на хемијата, физиката и биологијата. Како дојде до моментот да се пријавите на оваа олимпијада и колку време претходно се подготвувавте за истата? Па ова е научно-популарен настан, како што реков, популарен настан, затоа што јас за овој настан дознав пред се преку интернет и претходно нашите професори тука во гимназијата не имаја посоветувано и поучено за овој надпревар. Иако немаше интерес за овој надпревар од другите ученици, јас сепак подетално го разгледав, размислив како би можел да се пријавам и што би можел да направам. Сватив дека имам јас квалификации за да учествувам на овој надпревар, бидејќи претходно јас имам уште од основно образование, учествувано на надпревари и по биологија, и по хемија, и по физика, дури и по математика, со значајни успеси и просто јас се пронајдов на овој надпревар. Значи, од секојаш твојата љубов е кон природните науки, како што се физиката, хемијата, биологијата, на чии што тести одговараше на оваа олимпијада? Да, се започна, како што реков, во четврто деление. И претходно јас имав љубов кон проучување на природниот свет, наблюдување на тоа што се случува околу мене, но четврто деление јас започнав да се надпреварувам на надпреварите по математика, а потоа од петто деление и на надпреварите по природни науки и на надпреварот Кенгур за логичко размислување. И пред се мојата љубов кон природните науки започна со љубовта кон математиката. Просто за мене чувството е незамисливо, многу се чувствувам убаво и задоволно кога можам да ја проучувам математиката и тие некои апстрактни и незамисливи поими од математиката, потоа да ги применам во природниот свет. Ја мислам дека е просто многу интересно како математиката може совршено да се употреби во нашиот свет, во природниот свет. Дали долго време се подготвуваше за оваа олимпијада и како? Па посебни подготовки за оваа олимпијада јас и немав некои, иако се подготвував за оваа олимпијада од декември па се до јуни, до сега, а посебни подготовки, како што кажав, за оваа олимпијада немав, затоа што веќе јас се имав подготвувано за меѓународните олимпијади по физика, по хемија и по биологија, како посебни олимпијади, а сега оваа олимпијада, имплементирајќи ги сите три науки, мене ми беше полесно да учествувам на оваа олимпијада, бидејќи го имав предзнанието од претходните олимпијади. Морам да потенцирам тоа дека ти беше единствениот македонец кој што учествуваше на оваа олимпијада во сите области. Да, учеството на олимпијадите е навистина тежок процес и во моментот кога јас аплицирав за оваа олимпијада, Министерството за образование и наука и владата не нудеше помош за учество на олимпијадите, за било која олимпијада, но морам да кажам дека сега има надеж за подобра иднина
и во Македонија, затоа што од оваа година, од следниот период односно, Министерството за образование и наука веќе почнува да објавува конкурси за помош и целосно покривање на трошоците кои што ги има финансиски трошоци пред се за олимпијадите, бидејќи сепак тоа е еден огромен трошок, огромен залог и сепак веќе ги гледаме плодовите на напорната работа на новата влада. Кажете ми, вие како се снајдовте да отидете во Њујорк? Рековте дека во период кога вие се пријавовте, за жал немаше државно покривање за учество на овие олимпијади. Да, финансискиот трошок за оваа олимпијада и за било која друга олимпијада е огромен товар пред се и за моето семејство и за било кое друго семејство, па затоа ние моравме да бараме помош од општествено одговорни компании кои што јас сум им неизмерно благодарен што ни излегоа пресрет и ни помогнаа, а тоа се компаниите Гентерм, Витаминка, Антомос, пекарата Антомос во Прилеп, фондацијата Заев, фондацијата Доктор Пановски и општина Прилеп. Овие компании ни помогнаа со финансиска поддршка да учествуваме на оваа олимпијада. И пред се и финансиска, но и морална поддршка, а дополнително тука морам да им се заблагодарам и на моите роднини и пријатели кои што ми нудеа исто така огромна поддршка и ми даваја мотив и елан за да работам повеќе. А исто така морам да им се заблагодарам и на моите наставници од основното општинско училиште Гоце Делчев, каде што мојата љубов кон природните науки имаше можност уште повеќе да се разговарува и да им се заблагодарам на менторите тука во гимназијата Мирче Ацев, кои што веќе 3 години еве работат со мене. Колку чинеше учеството на оваа олимпијада? Учеството на оваа олимпијада чинеше околу 4500 американски долари. Дали разговарате со некои од учесниците на олимпијадата? Како е тоа решено во другите држави? Дали нивното учество на тие ученици, на тие ваши врсници е покриено од страна на државите? Во другите држави, односно во државите со кои што јас можев да стапам во контакт за време на олимпијадата, трошоците за било која олимпијада се потполно покриени. Не сум сигурен како таму дали има некој конкурс посебен на кој што се пријавуваат здруженијата или слично, но знам дека секој што учествува на олимпијада е под капата на државата и е целосно покриено неговото учество. Во некои држави дури има и покритија за спремање за часови кои што се за подготовка пред олимпијадата. Кажи ми, дали беше неизвестно во некој дел учеството на оваа олимпијада токму поради овие материјални финансиски причини? Па најтешко беше при почетокот, односно во јануари и февруари, во месеците каде што сето требаше ова да започне, кога се обративме јас и моето семејство, кога се обративме кон поголем број на компании, кои што за жал не ни излегоа во пресрет и тоа беше малку демотивирачки, ама сепак ние имавме надеж дека имавме зацртано цел дека ова мора да се оствари и продолживме понатаму, а потоа кога веќе кога фондацијата Заев прва донираше средства за нас и ни помогна, потоа продолжија и други општествено одговорни компании да донираат. Понатаму каде се гледаш себе си како млад човек? Природните науки остануваат твојата цел или можеби нешто друго? Да, јас дефинитивно се пронаоѓам себе си во областа на природните науки и во иднина планирам да работам нешто поврзано со овие природни науки, со физиката, хемијата, биологијата. Искрено не можам да ограничам само една област од нив, затоа што иако ми е интересно и многу добро, убаво се чувствувам кога ги проучувам секоја наука засебно, мене ми е најзабавно ми е кога ги проучувам сите заедно, кога ги имплементирам заеднички и ги проучувам така. Па затоа во моментов не сум определен на една единствена природна наука. Се трудам да ги вклопам, некако да направам некој микс од што е можно повеќе природни науки и математика тука некаде. Како што кажа, математиката е извор на се. Да, се разбира. Трета година во гимназијата Мирче Ацев. Брзо ќе дојде и времето кога ќе треба да се определи за факултет. Дали имаш размислувано во Македонија или надвор?
Па за факултет јас имам размислувано. Искрено, во моментов можноста за студирање во странство е реална, но јас сум повеќе наклонет кон студирањето во Македонија, затоа што иако во Македонија работниците од мојот кадар, природните научници, во Македонија иако имаат ограничен спектар на кариерен избор, на кариерен пат, сепак се прават напори, се вложуваат напори ова да биде променето во иднина. Како што кажав, Министерството за образование и наука веќе прави некои напори и труд вложува за да ги задржи пред се научниците во Македонија. Токму тоа им беше прашањето, за да останат младите тука, младите таленти како тебе, кои што освојуваат први места од буквално во конкуренција на земји од целиот свет, ти се закити со златниот медал. Што треба државата да направи повеќе за да младите останат тука и не ја гледаат својата иднина некаде надвор од државата? Па Македонија пред се морам да ја пофалам затоа што навистина има квалитетен кадар, без разлика, барем за мојата област изборувам, дека има навистина квалитетен кадар и може да нуди напредок на било кој млад научник, како мене на пример, но сепак јас мислам дека во Македонија секој научник како мене амбициозен има желба да работи во средина која што е фер и праведна и да работи со други млади научници амбициозни како него, кои што се полни со елан и живост и огромна љубов кон науката. И сепак, иако Македонија веќе почнува да нуди кариерен развој за научниците, јас сепак мислам дека Македонија не нуди некоја фер и праведна средина и мислам дека тоа е главната причина зашто младите ја напуштаат државата и доколку тоа во иднина се адресира прашање, мислам дека повеќе би останувале младите тука. И еве за крај, која е твојата порака до твоите врсници, до оние кои што можеби имале желба, но немале храброст да се пријават на вакви меѓународни надпревари, пораката до институциите ја упати? Иако патот кон успехот е многу трнлив и напорен, сепак тоа вреди да се издржи и затоа што тој трнлив пат на крајот те оформува и ја остварува твојата личност, помага да се пронајдеш себе си, го променува твојот карактер на некој начин и се разбира, јас би кажал дека ништо не е невозможно и со добра замисла и визија, со упорност, со одлучност, ништо не е невозможно и сето може да се оствари. Георги, уште еднаш ти благодарам за издвоеното време за ова интервју и уште еднаш честитки за твојот огромен успех. Понатаму и ти да ги следиш своите соништа, како што кажавме, и државата малку повеќе да се заангажира околу ваквите млади таленти како тебе, да им помогне за да успеат во својот живот, во својата кариера, но и да останат тука во Македонија пред се што е најважно, да придонесат за сите нас како општество. Ви благодарам и вас што ми дадовте ваква шанса да ја искажам мојата историја. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Георги Николовски, ученик во трета година во Плебската гимназија Мирче Ацев, кој што, да повторим уште еднаш, го освои првото место на Neo Science Олимпијад, ученичка олимпијада, која што од 10 до 16 јуни се одржа во Њујорк во Соединетите Американски држави.